Почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание од емисијата од своја страна, која се емитува на телевизија Сонце. Мојата денешна гостинка е долгогодишен новинар и уредник на повеќе списанија и магазини, како и автор на 3 книги. Ки посакам добре дојде на госпоѓа Наде Стојуковиќ. Добре ве најдов. Ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од своја страна. И јас ви благодарам на поканата. Како се чувствувате овде и првично како се чувствувате еве после олабавените мерки и после пандемијата која... Па искрено, бидејќи доаѓам од надвор од 32 степени овде, пријатно ладно, пријатен соговорник. Убаво ладничко не е, така е. Да, баш убаво. Така е. Така да убаво се чувствувам. Цел живот новинар по вокација, меѓутоа во последниот период, еве да кажем, од неколку години ве препознаваме по вашето писателство. Не сакате често да ве нарекуваат писател, се нарекувате автор, бидејќи писател е голем поим за вас, како и што разговаравме. Меѓутоа, несомнено, публиката и судот на публиката го кажува сосем спротивното и ве цени за еден доста успешен писател кај нас. Па мене тоа и ми е најважно, значи што публиката ќе каже. Јас имам обичај секогаш да потенцирам дека кога почнав првата книга да ја пишувам, Керката на дрвосечачот, во меѓувреме си имав пишувано неколку раскази. Значи јас немав цел ниту да станувам, да објавувам нешто, ниту да станувам автор, ниту писател, ниту за душа. Него јас си пишував едноставно за душа. Цело време кажувам дека приказната за Дана, јас така се ја викам Керката на дрвосечачот, е приказна која мене ми беше раскажано и која едноставно тлееше во мене и сакаше да излезе. И си седнав еден ден на парчиња хартија, почнав, после се вратив дома, не бев дома тогаш, кај свекрва ми бев. Се вратив тоа што го напишав таму, си го откуца во компјутер и така почнав да си ја терам приказната. Едноставно тоа барало да биде нели излезено од тебе. Кога веќе се оформи како приказна, значи јас бидејќи нели сепак имам познавање од македонскиот јазик поради работата, аз убаво колку можев сама ја излекторирав, ја исчистив книгата и ја дадов на читање. Прво на колешките на работа, кои едва чекаа дел по дел да излегува, затоа што секој ден ме следеа како пишува. Ајде пред да почнеме за приказната, за твојата прва книга, јас би те прашала како беше преминот од еве новинарство, целоживот новинарство, па еве во оваа дејност, во авторството. Па не почува. Или можеби тоа ти беше синхронизирано од почеток? Да, спонтано си дојде и јас како што во една прилика реков, новинарството и писателството имаат и многу сличности и многу различности. Значи сличноста е во тоа што е тоа креативна работа, работа што нели можеш, меѓутоа различностите се во тоа што новинарството е секојдневно трка нели по настаните, по темите што можеш, па макар и во месечник да работиш или ваквото, секојдневна работа е тоа, додека пишувањето книга се моменти кога тебе од душата ти извира желбата за пишување и она што сакаш да го ставиш на хартија, го ставаш во тие моменти. Не можеш во секој момент да пишуваш книга и не можеш во секој момент едноставно да се силиш себе да го правиш тоа, колку и да сакаш. Така, колку новинарството и она негова професија ви помогна да се изградите како писател? Па, веројатно, јас цел живот имав желба за пишување, веројатно е тука таа врска кај мене, тоа е патот, врската, значи од дете, од писмените работи во училиште, значи желба, нели, сите се плашат од писмената работа, леле, која тема ќе ни ја дадат, леле, јас никогаш немав таков страф од писмење, ќе си седнам, ќе си напишам едноставно, па моите писмени ги шетаа од оделение во оделение, од клас во клас, подоцна, така да, значи, веројатно тоа тлеело во мене цел живот, желбата за пишување. Се сеќавам дури може би сум имала 10 на 12 години, кога почнав првите весници да ги купувам на тоа време. Тина излегува, хрватски весници кои ние ги купувавме, ги разбиравме, па Екран, македонскиот, Забавник, да речем на некој начин, Микиев Забавник. Тоа се весници со кои растев. А книгите, откако научив да читам, значи јас не престанав да читам. Ваквото.
додека другите наутро ги даваа парите за банички, ние така викавме. Нели? Појадокот беше баничка. И јас си ги собирав парите и во текот на неделата све што ќе соберам, во петок одев да си купам книгичка во книжарница. Тоа го правите и до ден денес, може да се забележи по објавите на вашите медиуми. И тоа е доста убава навика. У нас со купувањето на списанија од мала ќе ве доведе да бидете и уредник на повеќе големи списанија во Македонија. Какво беше искуството да се работи во таков печатен медиум? Јас започнав во Дневен весник, во вечер, 2 години таму работев, после тоа во Трудбеник, кој беше неделник. Трудбеник беше вестник на синдикатите на Македонија, таму работев 17 години. Од неделник премина во двонеделник, поради финансски проблеми. Знаеме како се одвива работите кај нас и воопшто, нели, на Балканот со тие транзиции. Така да на крајот заврши во Колор Медија, откако Трудбеник се затвори, како се ликвидираше како вестник, во Колор Медија ги работев месечниците. Така да можем да кажам дека јас ги поминав сите скалила на новинарството, значи од дневно новинарство до месечно новинарство. Многу убаво, значи нема ништо поубаво од тоа да го работите тоа што го сакате, тоа што сте го сонувале цел живот и тоа што едноставно знаете, научувате, значи никој не знае да работи нешто, се учи. Значи, прво треба да постои една мала доза на талент, за пишување, второ треба да постои една голема желба за пишување и трето упорноста. Значи, да сакаш да го правиш тоа што го правиш. И така се станува и новинар, така се станува понатаму, да речеме, и автор. Од таквата работа, тогаш кое е вашето искуство, дали луѓето кај нас читаат печатен? Мислам дека порано повеќе се читаше печатени медиуми. Со развојот на интернетот, нормално е дека се намали. Јас се сеќавам дека ги купував буквално сите дневни весници, сите неделни весници, сите месечни весници што излегуваа кај нас, па и увозните. Значи, сакав секогаш да бидам во тек со тоа што се случува. Искрено, еве сега дури и јас не памтам кога последен пат сум купила дневен весник, затоа што ќе отвориш некој сајт, ќе прочиташ што се не е достапно. Да, се е достапно. Интернетот денес како да засени се. Да. Буквално се засени. Мислам дека се уште се чита, меѓутоа се чита од она висока класа на луѓе кои сакаат и понатаму да го одржат тоа темпо на читање на весници. Инаку мислам дека далеку се од тие тиражи на времето што ние сме ги имали. Како да е замрено. Да, јас се сеќавам дека Трудбеник излегуваше во 30.000 тираж. Значи, на денешно време да кажеш дека некој вестник излегува 30.000 броеви, тоа е невозможно дури. Не знам како стоја, значи сега бидејќи веќе сум тргната од весниците, мислам малце сум подалеку од редакциите, така да не знам како стојат, ама тие што работат во нив си знаат како име стои. Ајде да се вратиме назад на твоите приказни, на тоа што сега ти го троши времето, така ќе кажеме. Кирката на дрвосечешот, твојата прва книга, како се одвиваше приказната за оваа книга, колку време беше потребно за да се објави, мали слух издавачките кои ќе засоработат со македонски издавач, односно со македонски автор. И целата, нели, онаа приказна, да споделиме. Вака, јас баш од почеток ќе започнам. Значи, јас кога ја пишував Керката на дрвосечечот, ви кажав, дека се наоѓав кај свекрва ми и случајно во двор, додека ги гледав моите деца како си играат, за да внимавам на нив. Како новинар секогаш носам хартија, тетрадка, пенкало, там, значи, е задолжителен прибор. Професионална деформација. Да, наместо шминки во ташното, тоа морам да го имам, пенкало и хартија. И така, бидејќи ја знае веќе приказната, ми дојде моментот некако да седнам и да почнам да пишувам. Сеќавајќи се прво на таа првата сцена со детето, девојчето што се случи, го напишав тој дел, па продолжив понатаму со не се сеќавам колку мислам напишав колкав дел, меѓутоа кога се вратив дома си го внесов тоа во компјутерот и си продолжив да пишувам. А бидејќи на работа ми остануваше од време на време, нели, слободно време ќе завршиш со текстовите, и јас продолжував некои од деловите да ги пишувам затоа што веќе приказната течеше во мене.
А колешките ми беа првите критичари, И читателки. И читателки, затоа што едва чекаа да излезе, нели, да напишаме некој дел и да им го дадам. Пример, сум дошла до пример 7, 8, 9, Убаво е 10 тоа некој да глава. има. Да. И јас веднаш им ги давав и тие знае и да ми кажат, нели, каде сум погрешила, каде, значи може ова вака, може така. Значи мене тоа ми беше многу убаво. Значи многу е убаво да имаш некој што ќе те коригира во моменти кога ти си убеден дека е така исправно. Кога ја завршив, беше август 2000 година. Јас се обидов во неколку издавачки куќи, меѓутоа стварно не најдов на никаков слух ваквото. Дури ми беше така, нели, одговарано, не работиме со домашни автори, не работиме со непознати автори, значи не можеш да бидеш познат ако некаде не почнеш, нели? Токму да. Треба. И јас буквално се мачев до 2007, 2008, 2009 година. Тоа се некаде 9 години сигурно, Тоа е за да голем ја период. издадам. Да. Ама буквално нема каде не се обратив речиси. Тогаш беа можеби други луѓе во издавачките куќи, не тие денес што се, но не е ни важно тоа, нели? Не е ни важно затоа. Меѓутоа, еден ден искрено да ви кажам, имав и 10 веќе раскази напишано. Ми се смачи буквално од тоа обивање на врати, тоа кревање на телефон, дали може да дојдам да ви го донесам ракописот да го видите. И едноставно, ама донеси ако сакаш, ама не, ние не работиме со непознати автори и тоа ја убива волјата во тебе. Моментот на излегување на книгата беше октомври 2018 година, кога сосема случајно јас со Ивана Спасев од Сакам книги стапив со една порака во 5 часот наутро во контакт. Има една интересна приказ на издавањето на ќерката. Значи, јас работев на моите вестници што ги преведував и уредував во тој момент и работев по цела ноќ. Некојаш 5, 6, 7 ќе ме фатеше и така да. И пред легнување обавезно ќе отворев на Фејсбук да погледам што има ново по групите, по ваго. И тогаш го прочитав од Ивана напишано некоја од правилата за пишување роман, на мене ти, нели, на сите што сакаат да се обидат да пишуваат. И она се обидала тоа да го сублимира во 10-15 правила и да ги објавува стално по едно правило, како полесно да им биде на луѓето, посебно на младите автори, да ги упати како да се обидат да го направат тоа. И мислам дека беше баш и некаде 5-то правило. И не знам, јас тоа никош не би го направила, тоа не е во мојот карактер, да речеме. Јас земав и напишав порака на неа. Знам дека вие работите ги гледате од страна на издавачите, ама јас сега да ви кажам една работа од страна на авторите. И еве вака, мојата книга стои 19 години напишана во компјутерот. Јас сум кренала раца од неа, но моите деца им кажав, еве овде имате еден фолдер. Јас повеќе немам сила да се обидувам да издадам ништо. Ако вие некогаш можете, обидете се, издадете, направете нешто со тоа. Важно јас го тргам на страна. И навистина беше се спремно тргнато на страна, да. И во 7:15 Ивана мене ми пратив 15 на страни од книгата. Значи само почетокот. Иако пред тоа на цело Скопје ја делев шаком и капом да ја читаат. Значи воопшто не размислував на тоа, дури бев предупредена од една издавачка куќа, наде немој да ја даваш така книгата. Значи утре ќе си ја најдеш издадена под друго име. Ја не ми се веруваше дека може таква работа да се случи. Ама ете, сум имала среќа што не се случи. И тие 15 на страни Ивана уште со бајлето ги прочитала и веднаш ми пиша: "Наде, ова ветува, не ветувам јас ништо. Меѓутоа, ако сакаш, испрати ми ја целата книга, па после ќе разговараме." И јас веднаш значи секунда работа е тоа, нели, на компјутер, ја испратив целата книга и замина во судот, каде што тогаш одев како поротник. И поручикта кога се врати во 4 сати имав одговор од Ивана и ми напиша буквално вака: "Одиме на конкурсот, ако добиеме средства добро, ако не, после ќе разговараме што да правиме. Меѓутоа, ние имаме еден услов за тебе. Значи, разговаравме сите тука во редакцијата, да продолжиш да пишуваш за нас." И мене навистина ми беше многу драго на тој одговор, а во исто време Ивана ги спремала
книгите за конкурирање на конкурсот на Министерството за култура. И имала 10 ракописа, од кои едниот воопшто не се допаѓал. Ама сепак, нели, секоја година си конкурирала со по 10 книги, си викала, еве твоева дошла на и оваа дошла, време. и рекла, оваа сум ја чекала, ја тоа 3 дена не ги подполнувам документите. И така, добивме средства таа година за издавање на книгата. Излезе на 3 јули, мислам, имаше... Тука ќе напоменеме дека се работи за издавачката куќа Сакам книги, кои што однеодамна не ги спомнав прв пат, значи јас секогаш си ги спомнувам. Со приказната за издавањето многу сум им благодарна за можноста што ми ја пружија и можностите понатаму што ми ги пружаат, но нормално. Сакам книги беа тој штекер или утикач, како да кажеме, што ја потурна работата. Значи, книгата излезе на 3 јули, имавме закажано промоција. До тој момент и јас ја нема видено како изгледа, освен корицата ми ја пратија да ја видам, нели, и предниот и задниот дел. Мене многу ми се допадна ваквото корицата. И јас прв пат отпечатен еве вака во издание како сега ја видов вечерта на 3 јули кога беше промоцијата. На промоцијата имаше повеќе од 250 луѓе, што е нешто невидено и они беа запрепастени, беше топло 40 степени, значи не се дишеше внатре, ама луѓето толку упорно чекаа да им ја потпишам. Да, со мали дечиња, со поголеми, значи пријатели, колеги од поранешната работа. Иако мојата филозофија и кога излезе книгата беше оваа, значи на 20, на 20, на 200 души, нека им се допадне. Доволно е, таа си го нашла патот до својата... Да, ги пронашло тие што ќе ја сакаат. Не мора, значи не ни очекувам јас на 2 милиона луѓе да им се допадне. Не сака секој драми, некој сака трилери, некој сака хорор, некој сака СФ, нели така да... Не очекував, значи навистина не очекував такви тиражи да излегуваат. Значи, кога почнаа да се врват еден по еден, значи за 10 дена првиот тираж, веднаш вториот тираж, па третиот тираж, значи ние и Сакам книги бев, и јас мислам, лично и Сакам, бевме пријатно изненадени дека книгата е тоа. Да, книгата немаше никаква реклама, освен пишувањето по групите, книжевни групи што ги имаме на Фејсбук. Значи, луѓето пишуваа. Јас сама никаде не се рекламирав. Значи, јас едноставно само на луѓето може да... Од човек на човек одела книгата и... Да, значи од збор до збор, да. Значи, вие сте ја прочитале, сте кажале на вашата мајка. Тури имав такви ситуации да ми се напише дека од керка, дека единствена книга што мајка ја прочитала е Керката на дрвосечачот. И јас бев запрепастена. Вика, прва книга во живот што ја читаше во години. Така. Да. И така да... Ви пишуваат ли пораки, се пронаоѓаат ли во приказните? Да, нон-стоп. Значи, вие не знаете какви луѓе со какви судбини има. Значи, се пронаоѓаат во дело Дана. Некој ќе ми напише, Дана сум јас, а Виктор е, да речеме, или јас сум Виктор, а Дана е мојата мајка. Некој друг ќе се пронајде во некој друг дел на книгата. Значи, многу пораки. Јас сум навистина изненадена колку пораки добивам од луѓето. Дори повеќе луѓе ми пишаа дека се спремни својата приказна да ми ја раскажат и ето тоа ако сакам јас да направам книга понатаму. Тоа се различни судбини, значи не се исти како судбината на Дана или вакво. Така. Многу интересно што приказната во неа се заснова на вистински настан, односно на вистински случувања. Сега, дали се надзира нешто автобиографско е моето прашање? Не. Автобиографско нема ништо. Може би сега, еве вака кога би размислувала, може би дел од мојот карактер, таа мирно, нејзина, нели, она е мирна како личност, меѓутоа сепак е борбена. Може би тој дел некаде со тоа сум ја дооформувала како карактер. Инаку нема ништо автобиографско, затоа што е ова туѓа приказна, не моја, само што јас сум ја раскажала. Со сменети имиња, со сменети ликови. Да, улици сменети, значи ако некој дејство се одвива во... Напишано е дека се одвива во Ѓорче, да знаете дека е во сосема друга населба во градот, или ако пишува Кисела вода, тоа е исто во сосема друг дел од градот. Ја прочитаа ли луѓето од приказната книгата?
И допре ли до нив? Мене ми се, да, многу, значи многу луѓе се пронајдоа во книгата, емотивни луѓе кои сакаат драми да читаат. Меѓутоа има и две интересни случаи што две личности, нема да ги кажам кои се нормално, ја препознаа приказната. Вистинската приказна. Да. Значи, едната ми пиша во порака, значи јас знам за кого се работи, ако и ми раскаже делови што јас не сум ги ставила, а што ги знам. И друга, уште една личност, рече јас се сеќавам на тој случај, за тој случај многу се бруеше едно време во Скопје. Така да, сакам да кажам, значи се пронајдоа дури и луѓе што... Доста интересно, ќе морам и јас да си ги прочитам. Сега ме заинтересира вака. Да. Така, преубаво, мислам, оние пораки се доказ дека стварно приказната допрела до многу луѓе. Сега, Наде, ти продолжуваш понатаму, не застануваш тука со керката на дрвосечачот, следи Тајната на Алексови, меѓутоа ти ја имаш веќе готова куклата на Ана пред неа? Пред неа, да. Која што ја издаваш нели како трета? Да, таа беше со 13 раскази. Меѓутоа, јас во меѓувреме додадов уште 2, зашто јас многу сакам да пишувам раскази, од секојаш сум сакала да пишувам. Иако е потешко расказ да се напише отколку роман, значи некои викаат тој што него бива да пишува раскази, оди пишува романи. Јас не ги гледам така работите. Значи, јас имам дури набележено 10 теми кои сакам да ги направам расказ. Во куклата на Ана има раскази кои јас можев да ги направам романи. Значи, меѓутоа, јас го одбрав тој пат да го направам сепак расказ за едноставно емоциите да бидат поударни. Дури и од луѓе што ги прочитаа, ми рекоа, зошто, леле, колку ти било убав овој расказ, зашто роман не го направи. Меѓутоа, не знам, ете така, едноставно јас секогаш се поведувам по чувствата и пишувам според своите чувства, не нешто со некои планови однапред во главата. Значи, планот го правам во тој момент кога идејата е родена, кога некоја приказна сум ја слушнала, сум ја дознала, ми ја раскажале, сум присуствувала на... Значи, не е важно на кој начин допрела приказната до мене. И јас тогаш почнувам да ја замислувам како би ја обработила, како би ја направила. И навистина имам повеќе идеи, се надевам дека ќе успеам сите да ги реализирам. Да, може да ги реализираш. Следи Тајната на Алексови, што се случува таму, дали може би и тоа некоја вистинска приказна? Да, тоа е приказна за 3 сестри, сместени во мало градче, кои ќе имаат една така потешка судбина. Вели семејна сага на 3 генерации. Да. Значи, книгата почнува со бабата и дедото, да речеме, па понатаму како тие синот и снаата синот ќе го оженат, нели, и како снаата понатаму ќе ги роди девојчињата трите, со една огромна желба, сега еден спойлер ќе направам тука, ама огромна желба да добијат машко дете. Што и не е чудно, затоа што ние сме балканци, нели, за нашиот балкански народ е тоа малце типично. И така, понатаму приказната продолжува за сестрите. Значи, сите 3 сестри имаат различна судбина и на крајот ќе се сретнат. И сега, што останато, нели, се случува? Така, останува ќе остане да се открие во книгата. Прочитаме исто во издание на Сакам книги. Да, Сакам книги. Куклата на Ана, тоа се 15 раскази, кои што Ана, името на вашата керка. Дали тука може би нешто гледаме автобиографско што се случува во Куклата на Ана има на повеќе места автобиографски работи. Еве да речеме и ќе кажам и во Портокалот на Ибраим, тоа е расказ што доби 2 награда во Ману на конкурс на еврејската заедница на тема соживот. И уште неколку други. Куклата на Ана, затоа и книгата е наречена Куклата на Ана, е за мојата керка кога имаше некои 5-6 години и за едно девојченце на иста таа возраст што поминуваше секој ден покрај куќата каде што ние живеевме на Рузвелтова. Значи таму е буквално се точно и со броеви на куќи и се, и со посетата на семејството и куклата што керка ми ја даде на Фатима. Се е тоа вистина. Понатаму во Портокалот на Ибраим исто така, значи, јас и сопругот
во меѓувреме кога нели сите ние со некоја работа се занимаваме, ама со друга гледаме да придонесеме во семејниот дом нешто повеќе. Па ние правевме анкети за Институтот за социолошки истражувања и обично добивавме реон, адреси, улици и најчесто од улицата, да речеме, ако е пократка улица, можеше да речеме од 13 до 23 една куќа треба да се анкетира. Или ако е подолга улица, можеше да се случи од 1 до 10, од 20 до 30, да речеме. Ова го карикирам сега, буквално. Значи има има улици со броеви до 200 и кусор. Значи на почетокот, на средината и на крајот на улицата. И ние одевме со тие анкети и така ги запознававме луѓето. И Портокалот на Ибраим е буквално од А до Ш вистински расказ. Значи, реков и останатите се вистински, само што јас сум ги дооформувала. Ама ова е буквално онака како што јас се осеќав во тој момент, како што се случи со Портокалот, детето што ми го даде во рака, оната стоплено, а мојата рака смрзната. Едно детенце мало ти дава еден топол портокал од душа. А живее во не човечки, не знам како да ги наречам тие услови. Така. И сето тоа успеваш да го пренесеш на листовите хартија, допира ли до читателот? Да, многу. Значи, еве сега најнова е Куклата на Ана, месец дена како излезена, значи, јас толку многу убави критики прочитав од луѓе во што ја прочитале, ама и мене лично во пораките, значи, буквално осврти, рецензии, правати ми ги пишуваат во пораки. Па јас искрено не прочитав лош коментар за неа. За Алексови за дрвосечечот нормално дека имаше и такви, сега некој што не сака драми, не сака да чита едноставно и на тој не му се допаѓа, и тоа ми е мене реално во ред. А додека за Куклата на Ана, затоа што можеби сите раскази се различни, нели? До сега не прочитав лош коментар, освен можеби една личност напиша, не е тоа што очекував, ама јас го сватив како очекувала роман. Роман, така. Да, а добила книга со раскази, па претпоставувам дека тука е тоа. Да очекуваме ли друг роман? Да, нормално, нема да застанеме кога веќе почнавме со пишувањето. Така, има ли нешто готово, можеби, што чека? Не, има нешто почнато, меѓутоа готово не е, ќе ми треба малце повеќе време да го средам. Меѓутоа, замислата е тука, идејата е тука, приказната е тука, останува да се реализира до крај. Така, ќе те прашав која ти е инспирацијата, меѓутоа разговорот ми се наметна одговорот на прашањето, дека всушност тебе животот и секојдневието ти представуваат инспирација. Секојдневно се она што те обкружува и што ти се случува и тебе и на другите луѓе, ти несомнено успеваш да го пренесеш на листовите хартии и да допреш до некој го читаа тоа, и тоа е навистина дарба. Па на Куклата на Ана ќе прочитате позади и пишува дека ние секојдневно излегуваме од вратата од дома, поминуваме покрај луѓето и не ги погледнуваме во очи. И ние не знаеме тој ден како тој човек се чувствува. А за таа фасада што ја гледаме, понекога се крие навистина голема тага. Ама едноставно како луѓе, значи како да не сакаме да ја гледаме туѓата тага. Можеби јас сум една од тие ретките, девојче едно од комши стално ме викаше, ти си магнет за тие работи. Значи, едноставно, можеби јас погледнувам во очите на луѓето и сакам да ја сослушам нивната приказна. Сакам да дознам зошто е таа тага нивна. И откако ќе ја дознам приказната, јас после тоа ја ставам на хартија. Значи, како да им влевам доверба некако, да седнат со мене, да разговараат, пред да почнеме со разговорот и ви кажав дека и утрово добив таква порака. Едноставно, како луѓето да се пронаоѓаат, да пронаоѓаат некој, не можам да речам психолог, психијатар, затоа што не сум тоа, нели? Меѓутоа како рамо за плачење, ете така. Им ги испраќаш ли оние раскази кои што се посветени на нив, оние приказни кои што ќе ги напишеш? Да, посветените вака, значи ќе видите на неколку места има горе напишано на кого е посветена. Меѓутоа, иако некои се одамна пишувани, јас обавезно ги давав на, да речем, ако се работи за деца, на мајката да го прочита расказот и за да знае дека тој расказ е напишан.
Сега понатаму, дали некогаш тие ќе им кажат на своите деца дека се за нив тие, тоа останува на нив. Меѓутоа, јас сум се обидела на секој начин да ги заштитам. Значи, никој не може да препознае за кого се работи во расказот, имењата, професиите, се е сменето. И јас знам за кои луѓе се работи и знам многу повеќе детали од тие што се ставени во расказите, ама јас не би сакала на никого, нели, да му направам проблем или едноставно, ете, имаме за посвоено дете приказно, да речем. Јас не знам дали тие родители му кажале на детето или не. Не сум јас таа што треба да му каже. Така да тоа е направено. Значи, толку е расказот може за било кое дете да се однесува. Не мора да... Дори мене и ми се јави пријателка од групите и ми рече, леле, како за мене да си го пишувала тој расказ. Така да сакам да кажам, значи јас максимално се обидов да ги заштитам сите луѓе што се спомнати во книгите и мислам дека успеа во тоа. Така читателите го докажуваат тоа и моето следно прашање е колку искуството ти покажува дека кај нас, еве конкретно во Македонија, се читаат домашни автори? Па, можеби порано се читаа и не толку, меѓутоа мислам дека во последно време се повеќе се читаат. Јас тргнувам од себе, јас од секојаш сум читала домашни автори, меѓутоа ние сите сме ги читале таа стара гарда на автори, да кажам. Во последно време се јавуваат многу добри, млади и надежни, да, па веќе по 3-4 книги, тоа е веќе и богат опус, да речеме, на книги. И јас ги читам вакво, едноставно сакам да бидам во текст, сакам да знам како пишува Фросина Пармаковска, како пишува Дора Попова, како пишува Петар Андоновски, Румена Бужаровска, значи тоа се све луѓе од кои јас и ги купувам книгите, значи јас сум книгоманијак, да речам. Имам дома една библиотека од околу 1600 книги. Мислам дека веќе немам каде да ставам толку многу книги, меѓутоа тешко тебе да ти погоди човек книга. Не, има многу што ми фалат, меѓутоа јас си правам списоче, па како им доаѓа редот, така си ги купувам. Инаку сакам и странски, сакам и белетристика, класиците си ги обожавам и мислам дури дека и нема нешто што не сум прочитала, затоа што сепак да се разбереме, јас сум во години, значи ја цел живот читам, значи Војна и мир сум ја читала некои 18-20 години, Ана Каренина исто така. Тие се тешки за читање, меѓутоа се ремек дела. И мислам дека секој во животот тие треба по 2 пати да ги прочита. Еднаш на млади години, еднаш на повозраст, да, за поубаво да ги свати. Обожавана книга ми е Тивкиот дом, да речеме, од Шолохов, Клетници од Виктор Иго. Тоа се книги Злочин и казна од Достоевски. Значи тоа се книги во кои стварно има мајсторство на еднаш матура кога се полага и еднаш понатаму. Значи јас сум сега понатаму може. Да. Па да, убаво е да се... Јас имам обичај да препрочитувам книги. Значи посебно книги што сум ги засакала од прв пат. Еве, Шелдон. Шелдон не е белетристика, да речеме, меѓутоа Гневот на ангелите е книга која мене посебно ми е драга и филмот го имам гледано, ама јас ја имам читано 5 пати. Значи 5 пати една иста книга и некој ќе ми рече, леле, мене ми е глупаво тоа. Мене воопшто не ми е глупаво тоа, затоа што секоја книга, значи кога ја завршуваш, после година, 2-3, таа остава во тебе некој впечаток. Ти паметиш за што се работи. Ама секогаш различен. Ама секогаш ја раздоживуваш различно. Така, јас така билам, така. Да. Наде, што ќе им порачаме на оние можеби читатели кои што се скептични, односно читатели, писатели, како и да ги наречеме автори кои што сакаат да објават нешто свое, меѓутоа ете, се уште тоа им стои во фиока, се уште не се сигурни дали да... Многу млади, да речем и момчиња и девојчиња сега, не знам дали се мажи или жените, меѓутоа гледам по Facebook профилите дека се млади, ми пишаа пораки како и каде да се обратам за да имам нешто напишано за да го објавам. Мислам дека не сум јас тој што може многу да ги упати, затоа што ви ја раскажав приказната како и јас ги објавам. Меѓутоа јас се обидувам да им помогнам.
Еве ќе им кажам, да речеме, на неколку издавачки куќи кои знам дека соработуваат со македонски ги автори. упатиш. Да, ќе ги упатам каде можам. Некои ми праќаат и ракописот да го прочитам. Значи, нормално сакаат искрен одговор на тоа, да им се врати. Имам и сега имам еден за читање, никако да стасам, од еден дечко ми испрати дел од некој ракопис, така за да го погледнам. Што да им порачам? Значи, тој што сака да пишува, нека пишува. Тоа му извира од душата на него. И да сака да не пишува, тоа ќе го мачи. Значи, едноставно, јас така сум. Значи, кога сакам да пишувам, тоа врие во мене, врие, по еден момент мора да излезе надвор. Така и тие. И сега, навистина ќе се, може би, некој ќе помине полесно, некој потешко со издавањето, меѓутоа, патот им е обраќањето до домашните издавачки куќи. Значи, нема друг начин да ваквото. Сакам книги, антолог, мислам дека и Арс Либрис соработуваат со македонски автори. Не знам точно и јас сите кои, Бата Прес исто така, од лани гледам и кај нив има македонски книги. Значи, патот им е да се обратат до издавачките куќи и да видат. Значи, сепак тие се најмеродавни да им кажат дали книгата вреди или не вреди да се објавува понатаму. Или, еве, јас направив прв чекор за Керката на дрвосечачот пред да ја издадам, значи ви кажав, ја дадов на Горијан Петревски и професорот доктор Васил Туциновски да ми напишат рецензии. Горијан Петревски ме викна кај него на разговор и седнавме вака, еден убав муабет си направивме и он ми рече, вика, јас сум изненаден колку чист израз на пишување имаш. И јас му реков вака само, Горијан, јас сакам само да ми кажеш дали ова нешто вреди, за да се трудам, нели, да го... Или е викенд романче, па да го фрлам во канта за ѓубре. И он ми рече, далеко од тоа дека е викенд романче, значи, се што ќе се напише вреди и се може убаво да се уреди, што е најбитно. И јас му поверував на... И тоа ми беа најубавите зборови што сум И имало зошто. Да, добила од некој. Така. Да, и сега баш пред некој ден на Фејсбук се потсетивме на тоа и му кажав. Може би да не беше неговиот поттик тогаш, јас може би немаше толку упорна да бидам после тоа. Така е. Со Горијан се договараме, ќе имаме следно и со него разговор, ќе биде прекрасно. Да, многу ми е мило, да. Јас многу го почитувам го ценам, како човек, како, нели, јас му ги сакам многу книгите на Горијан. Неговите книги се безвременски. Елегични, безвременски, така. Значи, од 7 до 77 не верувам дека некој има кој не знае Марта, кој дома, да. Ги чувам дома се уште. И сите детски книги што сум ги читала и што сум ги купувала, ги чувам се уште. Така. Па, ако не, керка ми ги читаше после мене, па се надевам и внука ми ќе ги чита. Така. Тоа е тој пат на генерации. Нада, јас прекрасно си поминувам, прекрасно си поминав со овој разговор, не се ни сумневав дека така ќе биде. Со оглед дека тука имаме една прекрасна енергија од жена. Ти благодарам што ја прифати мојата покана. Ти кажав дека удобно сакам да те поканам да бидеш моја гостинка, меѓутоа ете сега требало да се случи ова интервју. Ќе ти посакам уште многу наслови, да се видиме на промоција кај тебе, да се дружиме. Се надевам. И секако само за добро да се гледаме. Јас ке се заблагодарам на поканата. Короната малце не измести сите, нели, па Алексови и куклата на Ана не можеа да имаат нормални промоции. Тајната на Алексови имаше една мала промоција, да речем, на ланскиот сајам на книгата. Исто нешто планиравме за куклата на Ана, меѓутоа се уште траеше короната и не. Меѓутоа да речеме кога ќе се заврши четвртата книга, може би ќе се смени времето, па да одбележиме еден убав настан. Да. Ти благодарам уште еднаш. Поздрав до гледачите. Нада Стоилковиќ во денешното издание од емисијата од своја страна се надевам дека и вие уживавте во овој пријатен разговор. Посебна благодарност до бутик Мај Муда и до мојата шминкерка Самра и Мерих. Се гледаме наредната среда. Ве поздравувам.